83 годишен пациент од Скопје е првиот починат од западно-нилска треска во Македонија. Тој бил хоспитализиран на инфективната клиника и бил во критична состојба. Здравствените власти прогласија епидемија од западно-нилска треска во 3 скопски општини: Кисела Вода, Газибаба и Бутел, како и во приградската Илинден. 24 се потврдени на вирусот, а за 2 се чекаат резултати. 20 се хоспитализирани на инфективната клиника, од кои 5 се во тешка состојба. 8 пациенти се излекувани и испишани и се во ова домашно опоравување. За жал, морам да напоменам дека 83 годишен пациент со иницијали АВ од Скопје е починат пациент, кај кого е утврдено дека и диагностички потврдено дека има невроинвазивна форма на вирусот Западен Нил. Заклучно со 11 август се регистрирани вкупно 26 случаи, од кои 2 се веројатни. Од нив 25 лица се од Скопје, а 1 е од Велес. Сите случаи се на поголема возрастна група, односно над 60 години. 22 случаја, 4 лица се на возраст од 50 до 59 години. Станува збор за лица кои што се случаи кои што се автохтони тука од Македонија, со податок кај едно лице за патување во Грција. Заменик министерот за здравство Јовица Андовски истакна дека овој вирус не е нов кај нас, но поради епидемиолошката состојба треба многу да бидеме внимателни и да ги следиме препораките за заштита. Додава дека состојбата ќе ја следат надлежните институции и јавноста ќе биде навремено и транспарентно информирана. Нашата цел е двојна: навремено да ги идентификуваме и третираме лицата кои се заболени и истовремено да го намалиме ризикот од нови случаи. Посебно е важно да се знае дека западно-нилската треска се пренесува преку комарци и дека во превенцијата значајна улога има личната заштита. Надлежните апелираат дека ако граѓаните почувствуваат силна главоболка, висока температура, дезориентираност, веднаш да се јават кај својот матичен лекар. Остануваат и понатаму препораките да се користат средства против комарци, да се носи облека со долги ракави и ногавици, особено во вечерните часови, да се постават заштитни мрежи на прозорците и да се отстранува застојната вода во дворовите каде комарците се размножуваат. Првиот случај оваа година на западно-нилска треска беше регистриран во Македонија на 15 маја. Заразениот пациент беше од Велес. Скоро сите заразени пациенти вирусот го добиле од домашен комарец.